Здраво на сите и добро дојдовте во ново видео. Денес јас ќе пробувам повеќе јадења од вендинг машина за готови јадења. Мисле за реклама дека имало вакво нешто, јас си реков, ома да пробам, па да видиме што пробав и дали ми се бендеса. Почнуваме со првиот оброк за овие 24 часа кај што ќе јадам храна од вендинг машината. Сега инаку е за вечера. Малце обратно почнувам, ама за вечера имам веге врап, што има напред со стојките, што е стварно супер. Пише тортилја, хумус, беби спанаќ, ајсберг, пченка, судомат, печени кикирики и урда. Кажува колку грама протеина, вели здрава и свежа храна 24/7, 100% природни состојки, без адитиви и конзерванси. Има и цели податоци за овие нутриентите, нутритивните вредности, производство, исто како било што е купено од продавница, едно QR кодче за нивната веб страна, а истите состојки овде податоци ги има и на албански и на англиски. Како прво, дизајнот е многу естетичен, минимален, ама баш интересен. Кога се отвори внатре е врапот сечен на два дела и плюс има и сосче внатре, што е преако. Нако сосо пише дека се вика сиганчер. Немам слушнато за таков сос до сега, така да ќе се проба, ќе видиме како е. Убаво спаковано, како што може да прочитаме, направено со природни состојки, готвено секој ден. И баш ме интересира да се проба. Плюс е и завиткано во хартија. Да пазите, јас скоро не ги заприметив дека хартија за малце одма директно ќе замрзава кон него. Значи завиткано е во хартија. Мириша баш убаво. Еве како е внатре. Првен ќе пробам еден залак така без сосо, после ќе пробам и со сос. Инаку од овие врапоите имаше и со туна и пилешки врап. Вау. Искрено убаво. Многу убаво. Има и некој зачин, и тој зачин исто многу во вкус дава. Онака не можам, малце ги регистрирав, не можам баш да го опишам вкусот повеќе така како сите состојки ќе се спојат заедно и така уникатен вкус се добива. Ќе омакнам во сосо. Ќе пробам. Многу убаво. Дефинитивно ќе побарам што значи сиганчер сос. Заедно со ова е доста интересна комбинација. Добро утро. Сега време за поручек и за поручек си одбрав весна каша, ама вкусот. Ова е искрено нештото што најмногу сакав да пробам од сите. Значи веснава каша е со вкус на Рафаело. Јас обожавам Рафаело. Значи за состојки пише дека има овесно млеко, овес, лешник, протеин со вкус на ванила и кокос, 27 грама протеин. Стандард ги пише сите други состојки.
Инаку дата на производство 16.2, денес е 19. Тоа ми е единствено како проблем, да речам. Немаш контрола врз тоа колку свежо ќе земиш нештото. Многу го мириса. Има еден коп кокос. Да ги покажам. Еве го од озгора како изгледа. И сега да го пробам. Ова предпоставам дека е лајче. И тоа ува работа, што има и лајче. Јас така дома си го зедов, ама негде ако си излезен, што го кјут лајчето и плюс го има името на компанија, значи се е брендирано. Многу е кјут. И тоа е што ако негде си излезен и одма имаш прибор. Сега да пробам. Поубав увес немам пробано. Вау. Буквално ако десерт да јадам, буквално само увес. Ама многу убав. Инаку за тоа вчера, што велев сосот, после си реков ајде да видам на англиски како напиша и буквално е signature, како подпише се виш ко нивен, во смисла нивен сос. Ама и на кирилица беше буквално сум спелувано signature. И јас бев ко мислев дека е некој специфичен сос, ама буквално тоа сака да каже дека е нивен сосот. Така да нема некој сос што се вика signature, буквално е само нивен сос. Не знам, некој го преименуваат во вита сос или нешто. Инаку и убаво што не е да се речи само најгоре дека имаш лешници само за декорација, туку низ цело има парчења лешници и парчења кокос. Значи максимално се искористи можноста да има во цело лешници. Време е за ручек. За ручек си зедов Цезарс байт салата. Значи има пилешки стек, крестајца, моцарела, чери домат, ајсберг и печени кикирики. И пише дека има 47 грам протеин, како сите до сега. Си пише овде стандард, што има како има внатре, исто на трите јазици, пак има прибор и има и паства. Што треба да се отвори. Видов овде дека има пакетче сос, да се тури сосот, да се протреси, за да се измеша ово цело и после да се јади. Виде како јадев така без да го промешам, буквално ќе имав првен само салата, после му крстајци со тродумат и дури на крајот ќе фатев трод пилешкот. Сосот, кој што гледаме ист како од вчера. Signature. Да, истиот сос само право мириса. Ќе турам внатре. Цело ќе го стурам. Ливчето пречит. Поприлично измешано. Сега е време за тест. Да вземам да пробам пилешко си да фатам. Стварно многу го. И ова беше полн погодок.
Кога што сум гладна, одам ќе го зедам целото. За десерт, после ова се зедов, ова се вика пистачио кранчи мус, грчки јогурт, гранула, млечна сурутка, крем од фстак, печени кекери, печен бадем, темна чоколада, 100% урма за сладувач и ванила екстракт. Еден мини десерт. Обожавам фстак, така да ова би требало да биде многу убаво. Чекам да опробам. Се гледаме кога ќе пробам то. Го изедов ручекот. Искрено ме најаде и имаше и бади од сика работа и не е да речиш пише чери домати, само едно доматче, туку имаше пујке и од се имаше така доволно количински. И сега ќе пробам од десертот. Многу мириса. Од оскоро се гледа вака само кремот, првинот посакам да пробам само крем. Многу убаво. Ме потсеќа на од што го има во саните од 7 Days. Се осеќа дека е плюси со грчки јогурт. Многу сакам и со гранолата да пробам каква. Еве црпнав поќе од гранолата. Убава е чоколадна, ма не е преблага, што е стварно убаво. Многу убаво. Оди заедно со кремот. Имаше и вакви од, мислам, малинка да не беше или јаготка, не ми текнува точно. Исто имаше и други вкусови, други врсти на салати, исто имаше и со тестенини салати. Така поќе врапови, нешто со пилешко, туна и тој јас зеленчуко што го јадев. Имаше сендвичи, имаше чија со поќе вкусови, поќе вкусови на овесни каши. Исто многу сакав да пробам од банана бред, ама нема ја. Така да, тоа некој пат, друг пат. Како да кажам неколку финални збори за моето искуство со вендинг машината. Као прво, интересна идеја. Никогаш немам видено вендинг машина со готови јадења, што можат одма да се јадат, плюс се здрави, тоа е убаво. Друго, самото јадење е вкусно, разновидно, си стојат на зборот со состојките, од се имаше доволно, од ништо немаше премалце, ништо не беше скратено. Чински, мене лично ми беа доволни. Цената е малце поскапа од 250, но пак тука се движа помеѓу 200 и 250. Концепт на вендинг машината како апарат беше интересен, што буквално беше фриждер и вендинг машина истовремено. Овие беа ладни и значи убаскодирани. Тешко дека може да се расипат. Настава предобро. Тоа со екранот што можеш да го видиш самиот производ скроз како личи пред да го наражеш со симе, со сецена, со се. Тош имаше можност плаќа и со картичка и кеш нормално. Можам да речам само единствено малце работа што ми смета што машина немаш малце контрола колку свежо нешто тоа ќе ти биде и така малце кога те првен ќе ти дојде како шок датата вака, ама иако ќе бие пред ден-два, не се осеќаше дека не е денешно на денот кој е купено направено, значи не се осеќаше, вкусот беше убав. Исто изборот на производи е доста голем за една вендинг машина, што може да ги задоволи на сите потребите за различно. Ако не јадите месо, има таква опција. Вакво месо, онакво месо, различни вкусови на исто нешто, например чија будинкова волна. Има прибор за да можеш одма дури си излезен на местото кај што е вендинг машината да се купи и да се јави. Дизајнот прекјут,
на се и на тие што беа во котивчиња и на тие овие во теглињата. Инаку пластични се теглињата, иначе не истапува. Една забелешка исто што имав, што не знам, може стварно јас не заприметив, ама не успев истовремено поќе работи да одберам и така да ги земам сите наеднаш, туку мораше првенедното плати, земи го, па пак одбери, плати, земи го. Така правев, што прилично сум задоволна од се што пробав. Има и други работи што наискрено би сакала да пробам. Надевам дека ова ќе му биде успешен бизнис и може би да видиме други слични работи во иднина за друг вид на храна. Може би фањето на храна и во вендинг машините во иднината. Така да, фала ви што го гледавте во видео. Се надевам ви се допаѓа, квајте лайк, subscribe, се еднаму што треба. И се гледаме во некој наредно видео. Чао!